Па денеска представивме еден многу важен документ за нас како општина, се надевам дека и за институциите во градот. Тоа е извештајот од извршеното социјално мапирање, кое што беше спроведено во период 2023 година и почетокот на 2024 година. Значи, истражувањето беше спроведено негде на 70 испитаници на лица со попреченост, нивните семејства, старатели. Истражувањето беше теренско, така да даде и некои други податоци за тие лица, како нивниот социоекономски статус, така да и на лице место се запознавме со условите и потребите на тие лица со попреченост. Значи, што значи за нас тој извештај? Значи, тоа е еден многу важен документ кој што ќе ни даде една основа за креирање на натамошните мерки и активности на општината. Се надевам и на другите институции кои што денеска беа присутни тука, беа стручните служби од основните и средното училиште, Центарот за социјална работа, представници од Центарот за управување на кризи, Дирекција за заштита и спасување, невладините организации кои што се многу битен фактор во креирањето на тие стратешки документи, како што ги спомнав. Така да, тоа е еден документ кој што ќе биде објавен на нашата интернет страница www.delchevo.gov.mk, ќе биде објавен на македонски и англиски јазик, така да сите можат да го користат и да се повикаат на податоците кои што се објавени во извештајот и да го наведат изворот од каде што ги преземаат тие податоци. Самиот извештај за социјално мапирање вклучува неколку ризик фактори, преку кои што се гледа состојбата на лицата со попреченост во општината. Значи, тоа се нивниот социоекономски статус, понатаму проблемите кои што ги имаат во домот, односно населбата во кој што живеат, односно ризик фактор географија, понатаму нивната вклученост во процесот на донесување на одлуки или така наречениот ризик фактор управување, дискриминацијата и нивната изложеност на природни и технички катастрофи. Истражувањето беше спроведено преку анкетирање на 70 испитаници, што е голема бројка за општината. Понатаму реализиравме 3 фокус групи. Едната беше со представници на институции, кои што се истовремено и членови на Општинскиот совет за социјална заштита, понатаму со лица со попреченост или пак на родители и старатели со лица со попреченост и сегашни или потенцијални корисници на Центарот за рехабилитација и реинтеграција и исто така направивме така наречено геомапирање на пристапноста на главните објекти. Произлезе студија, извештај околу 90 страници, која што препорачувам да биде прочитана од заинтересираните граѓани и таму се содржани заклучоците, но исто така и препораки кои што ги даваме до општината, до централните власти, до невладините организации и до синдикатите и работодавачите. Имаме пристапност во нашето училиште со 6 пристапни рампи, имаме тоалет за лица со попреченост, но некако кога дојде како промена изборот на образовните асистенти, да се направи една корелација со минатогодишната работа и искуството што го стекнуваат со тие лица со попреченост, за да може во наредната учебна година да им се даде можност на образовните асистенти соодветно и стручно да бидат насочени токму таму каде што имаме лица кои што имаат и тешка болест, во која треба навистина да се внимава на каков образовен асистент ќе имаат пристап и контакт, а не директно да се прави изборот. Значи да се бара одговор од самите родители, од нас како Комисија за социјална работа и
одговорните педагози и психолози во училиштето како и на кој начин во наредната учебна година да се направи избор на образовните асистенти. Проблемот е, голем проблемот во делот на селекција на тоа што го споменавте вие. И разговаравме за еден конкретен случај, нели, кога ученик не може да го добие истиот образовен асистент кој што го има лани, а тоа кај едно дете состава проблеми, фрустрации. И тоа е реално така, бидејќи децата се приврзуваат кон некогаш го одбиваат и не сакаат да работат со образовниот асистент, некогаш и едноставно ќе се приврзат, па не сакаат друг образовен асистент. Тие работи треба да ги имаат предвид и се согласувам и можеби за конкретниот случај би требало да и сепак и општината би можела да се обрати до ресурсни центар. Сепак е специфичен случај и можеби би било добро да се апелира до ресурсниот центар во Ново село, да го преиспита тој случај. Значи, тој образовен асистент да биде доделен на некое друго дете, а детето да продолжи понатаму. Прво да го поздравам ова што го направивте, навистина не беше потребно ночно значено. Затоа што тоа се податоци со кои што ние цело време говориме, имаме податоци. Немаме податоци, па за секој еден обичен допис, препис што го имаме, мораме да правиме посебно истражување, посебни податоци да вадиме. Ова сега на нас ќе ни биде од голема помош. Ама, уште од почетокот на вашето излагање, мене се проверува еден сомнеж за еден документ кој што се бара при вработување, а тоа е лекарско уверение. Тоа е дискриминација. Тоа е дискриминација. Дали треба да се поработи на тоа за укинување на тоа, на тој документ при барање при вработување, затоа што и од денешен аспект, од сил аспект, гледајќи тој документ е, како би рекла, не е валиден. Нема некој што не извадил лекарско уверение, а за негови лица е тоа проблем при вработување. А од друга страна, повеќе го гледам како фиктивен документ отколку како суштински. Посебно во државните институции, каде што бараат некои лекарско уверение од трудова медицина, каде што лицето треба да оди во други градови за да извади такво лекарско уверение и го плаќаат екстра и така натаму, плюс е со рок на важење 6 месеци, 2 години, не знам, не е битно. И дали не треба да се оди во таа насока да се укине тој документ, сепак сметам дека тоа ќе биде многу голема работа, затоа што општите услови за вработување е вика лицето да биде психофизички здраво. Значи тоа е процес кој што нема да биде лесен и ќе биде голем, ама дали е тоа вистинската насока да се олесни барем дел од тие лица да можат да стигнат 100% да кажа на место и да охрабрувам како организација да поднесете представка. Можем да ви помогнам во однос на формулирање на таа представка, а има дискриминација по 3 основи. Се ова го кажам бидејќи сум бил 9 години во комисија за заштита дискриминација. И кажам и дискриминација. По 3 основи. По основи на попреченост може да бидете дискриминирани, бидејќи имате некаква попреченост и во лекарското уверение тоа да биде констатирано. По основ на возраст, бидејќи самата возраст носи одредени проблеми, така, и здравствена состојба која е хронична здравствена состојба, така. Значи, може да имате хронична некоја болест. Сега, што е потребно и како работи Европа, односно најразвиените европски држави. Тие во самиот област ќе потенцираат дека за тоа работно место е потребно, значи, овде имаме исклучници од дискриминација. Јас не можам да бидам пилот, ниту хирург, ниту да бидам часовничар, да поправам саати, ниту пак да бидам шофер, така? Бидејќи имам проблеми со видот, така? Ама можам да работам други работи. Сега, треба да се види за кое работно место
се необходни, одредени здравствени состојби необходни. Не може некој кој што има проблеми со здравето да биде војник, така? Но тој може да биде административен работник. Пример. Така што имаме така наречени исклучоци од дискриминација зависно од спецификите на работното место. Не сваќате? Но сте 100% права дека лекарско уверение ограничува вработување на голем број на луѓе, не само лица со попреченост. Значи некоја здравствена состојба создава попреченост, некоја не создава, така? Но може да биде при вработување бариера. Слободно можеме да подготвиме една представка, односно да ви помогнам во